Дојран препон за Илинден. Голем број туристи за празникот се на Дојранското крајбрежје. Скара, топла вода и пријатна клима се доволна причина да биде одбрана дестинација за празниците. Од локалната самоуправа пак била дека годинава посетеноста е значително пониска од лани. Најбројни биле викенд гостувањата на домашни и странски гости. Временските услови, како што знаете, ни прават доста проблеми во текот на целата летна сезона. Се надевам дека конечно ќе дојде до смирување на тие временски услови и поволни климатски услови за нашата туристичка сезона да продолжи како што доликува. Имаме голем број на туристи кои што пред се транзитни туристи, односно туристите кои што доаѓаат од соседна Република Србија, кои што транзитираат низ Дојран. Тие се за сега најголем број на туристи, меѓутоа имаме и домашни туристи кои што редовно си доаѓаат. Општината не знае колкав е конечниот број на остварени ноќевања од причина што голем број сопственици на соби за издавање не ги пријавуваат за да избегнат туристичка такса. Анго вели дека затоа се преземаат дополнителни мерки со кои ќе се знае колку туристи останале во градот. Имаме одреден проект кој што веќе го имаме аплицирано, а тоа е Safe City, односно ќе имаме читачи на регистарски таблици, а со тоа бројот на возила кои што влегуваат во Дојран, кои што останале денеска во Дојран и оние кои што биле само на еден ден. Со тоа ќе го зголемиме процентот на ефикасност и на контролите и на сознанијата за бројот на посетители. За исто така планираме повеќе акции да направиме и со другите институции кои што се засегнати од пријавувањето на туристите. Значи, тука е пред се управата за јавни приходи, која што е засегната од пријавувањето на приходите остварени од туристичките ноќевања. Дојран полека го враќа некогашниот туристички сјај. Со надоаѓањето на водата се обновија голем дел од сместувачките капацитети, а општината има најава и за нови инвестиции во хотелскиот бизнис.